Добро вечер и вечер. Со вас е емисијата Разговори на телевизија Ултра, на која ќе поразговараме околу надлежностите на Институтот за акредитација, како се добива акредитацијата и колку тела во Република Македонија се акредитирани, значението и пристапот на странскиот пазар, квалитетот и сигурноста, како и подигнување на свеста за значението на акредитацијата. Ова се само дел од прашањата на кои ќе побараме одговор од господинот Трпе Ристовски, директор на Институтот за акредитација. Добро вечер и добро дојдовте во телевизија Ултра. Добро вечер и благодарам на вашата покана. Веднаш би ве запрашал на почеток кои се надлежностите на Институтот. Видете, Институтот може би вака пошироката народна маса послабо вака не е нешто популарно за да има слушнато конкретно за да ја познава нашата работа. Меѓутоа, ние со еден збор велиме дека го координираме и го фаќаме целокупното стопанство што постои во една држава. Значи, јас не велам само во Република Македонија, бидејќи работата на Институтот за акредитација е согласно европските правила, значи тоа е директива 765, каде што се вели дека во секоја држава, значи постои само еден институт за акредитација, со цел за да нема конкурентност, непристрасност, значи за во тој дел, за да целокупната работа према целокупното стопанство биде координирана од една институција и согласно исти стандарди према секого. Во буквален превод, кога велиме акредитација, тоа представува потврдување на компетентноста, значи за соодветната компетентност за институцијата за која што бара да се акредитира. Ние акредитираме инспекцијски тела, акредитираме лаборатории и сертификацијски тела. И повторно ќе кажам, значи тоа се буквално од сите области. Еве, ако земеме за лаборатории, например, тоа се од лаборатории за испитување на храна, на вода, потоа лаборатории медицински, тие исто така посебно се, па лаборатории за градежни материјали, животна средина, текстил, нафта. Опфатени се сите области? Буквално сите области. Инспекцијските тела тие повеќе пак се однесуваат према оној технички оддел, да го наречам. Например, тука се од инспекција на лифтови, од инспекција на возила, електроенергетски постројки, понатака таксиметри, тахографи, па имаме инспекција на опрема под притисок, на пренослива опрема под притисок. И кај сертификацијските тела, тука исто така сите оние тела кои што вршат сертификација, дали е тоа менеджмент систем, она популарно ISO 9001, 14000, 18000, или пак оние кои што се сертифицираат за производи. Например, кај нас до сега најзастапено беше сертификација на органско производство, а сега веќе имаме и сертификација на градежни материјали, кој што е исто така еден значаен исчекор за домашното стопанство, меѓутоа еве за тоа подосна во емисијата ќе разговараме. Споменуваме акредитација, кои се условите за да се дојде до таа акредитација и како тече постапката? Дали колку временски е потребно да се добие таа акредитација? Значи вака, акредитацијата кажав се одвива согласно меѓународни стандарди. Дали е тоа во Република Македонија, во цела Европа и во цел свет. Стандардот по кој што ние работиме, тоа е на едно највисоко ниво, значи највисок стандард, тоа е ISO 17011. Меѓутоа, сите овие останати што ги споменав пред малку лаборатории, тие сите се акредитираат според стандардот 17025, сите инспекцијски тела, тоа е 17020, медицински лаборатории 15189, сертификацијските тела има своји стандарди, сега да не ги објаснувам, тоа е така малце постручно. Меѓутоа, целта која е? Кога соодветната институција, ние на наш јазик тоа го велиме тело за оцена на сообразност, меѓутоа ајде нема да ги користам таа терминологија, за да бидеме поразбирливи вака за гледачите, таа институција која што сака да се акредитира, мора да го имплементира овој стандард во своето работење. Значи, сите тие точки кои што се во самиот стандард, треба да ги имплементира. Најчесто, тоа не е ништо ново. Најчесто самата институција, самата лабораторија или инспекцијско тело и работи според тие точки, само што не се групирани, не се сетирани, ајде така да ги кажам, и не се по согласно тие точки во стандардот. Значи, едноставно само треба да ги пратат точките од стандардот и кога ќе завршат со имплементацијата кај нив во институцијата, тогаш тие веќе може да ја пополнат пријавата за акредитација која што ја доставува до Институтот за акредитација и ние формираме тим.
Тој тим се состои најмалку од двајца, едниот кој што е вработен од институтот, ние го велиме тоа водечки оценувач, кој што и административно го води предметот, а и при самата оценка кога се прави, значи во институцијата, повеќе е надлежен за тие некои општи процедури, така да ги кажам. А додека вториот, кој што е ангажиран од страна на Институтот за акредитација, тоа е експерт, меѓутоа во нашата номенклатура експерт е најниското ниво, бидејќи ние имаме посебни процедури, за да тој експерт достигне ниво на технички оценувач. Тоа значи дека покрај експертизата ги исполнува и барањата на соодветниот стандард. Тој технички оценувач секогаш обрнува внимание на стручниот дел за тоа за кое што сака да биде акредитирана соодветната институција. Кога велам стручен дел, значи тука се мисли прво од опремата. Значи дали опремата ги задоволува барањата на стандардот и барањата на методологијата за кое што таа треба да се користи. Дали таа опрема е калибрирана, дали таа опрема се одржува како што треба. Понатака условите каде што таа е сместена. Понатака персоналот, почнувајќи од неговата едукација, значи не го гледаат само персоналот во моментот на оценката, меѓутоа и како тој претходно, какви обуки поминувал, како се едуцирал и што е многу битно, што во иднина со тој персонал, значи план за обуки и за во иднина. Понатака, значи, гледа сите оние методи кои што се пријавени во пријавата, на кој начин тие се изведуваат. Значи, мора да бидат професионално, мора да бидат стручно и сето тоа мора да биде не само национално, туку и меѓународно прифатливо. И на крај, кога ќе се заврши таа оценка, се доставува извештај, ако е целосно во ред, веднаш се доставува сертификатот за акредитација, понекогаш има некакви забелешки, ние ги велиме несообразности, кои што треба да се отстранат, и после тоа се доставува сертификатот. И само што ова би додал дека тој сертификат важи 4 години, во рамките на тие 4 години институтот обавезно еднаш годишно прави надзор, односно контрола на работењето. Во таа контрола, односно во тој надзор, се офаќа сето она кое што во изминатиот период институцијата го работела и повторно и персоналот, и останатите процедури, и методологијата, извештаите, односно резултатите како биле издавани, значи едноставно скенирање така на целокупното работење на институцијата, за да тој резултат или извештај кој што ќе излезе од тоа акредитирано тело, со сигурност и граѓаните, и државата, и стопанството да бидат сигурни дека е валиден. Ова сакав при крај да ве прашам, но еве да не скокаме од прашање на прашање, од тема на тема. Спомнавте стандарди. Сега јас работев на тема пред околу 2 месеци околу стандардите во Македонија. Мислам дека таму беше директор Лјупчо Давчев, ако добро се сеќавам. Тоа е Институт за стандардизација. Институт за стандардизација. И тука директорот ми пообјасни дека Македонија со стандардите е во групата на 8 најразвиени земји во светот. А вие во неколку наврати спомнавте дека институтот е на највисоко ниво. Каде сме тука ние во Европа и во светот? Видете, сега преминавме во една друга област. Значи, тоа што го кажал представникот, директорот на Институтот за стандардизација, веројатно, значи тоа е така, навистина они имаат постигнато големи резултати, бидејќи ние заедно со Институтот за стандардизација и Бирото за метрологија, да, заедно сочинуваме таа така наречена инфраструктура за квалитет во една држава, значи конкретно и во Македонија и во сите држави, значи ние сите имаме една непосредна соработка, затоа што сите наши тела, кога велиме стандарди, не само стандарди за акредитација, него и стандардизираните методи кои што ги применуваат во нивната работа, во нивното испитување, тие ги набавуваат од Институтот за стандардизација. И сето тоа, значи како што споменавте и вие, значи сето тоа во државата е на доста високо ниво развиено. А ако се префрлиме на Институтот за акредитација, сега да кажем дури ние сме отидени и чекор понапред во кој дел? Затоа што како што ние пред малку што опишав оценките, акредитациите, како што ги изведуваме на телата за оцена на сообразност, така и ние сме под постојан мониторинг на Европската комисија, односно конкретно на Европската акредитација, Организација за акредитација. Тоа што значи? Значи ние во 2011 година го подпишавме договорот со Европската акредитација, кој што тој договор подразбира, значи
прво сме ги исполниле сите услови, согласно сите меѓународни стандарди, кои што ги се бараат не само во Европа, него во целиот свет. И второ, дека сето на кои што ние го акредитираме, односно сите оние институции и компании кои што се акредитирани од наша страна, нивните извештаи, нивните резултати се признаени подеднакво од целиот свет. Значи, дали некаков производ што ќе се испита во Република Македонија во акредитирана лабораторија или пак поминува граница со извештај од акредитирано инспекциско тело, автоматски, значи тој производ и што и да е, може да иде на германски пазар, англиски, предностите на акредитацијата. Секако на американски, во Кина, во Јапонија, значи буквално во целиот свет. И има плюс уште еден трет бенефит за тој договор, што ние сме можеби единствена, вака да кажам, и јавно установа државна институција, која што благодарение на овој договор ние можеме да даваме услуги и надвор од границите на Република Македонија. Дека тоа е така, например, ние во моментов имаме акредитирано италијанска компанија во Албанија, која што преку нашиот сертификат за акредитација работи во цела Европа. Имаме постапки во Косово, имавме акредитирано во Бугарија. Да, и делот од следното прашање, колку тоа тела се акредитирани во Република Македонија? Ова е повеќе околу меѓународниот дел, што ви го кажав. Значи, кажа во Бугарија, ние имавме акредитирано, например, француска компанија, каде што од областа на опрема под притисок, значи инспекција за опрема под притисок, која што работеше во 36 земји во светот, и сите нафтени платформи на најголемите петрол компании во светот, како ELF, како Shell, како Маратон, нивните платформи во Африка и Азија беа под контрола на Институтот за акредитација на Република Македонија. Првиот надзор го правевме на нивните платформи во Екваторијална Гвинеја, после тоа имавме во Саудиска Арабија, во Виетнам, во Шкотска, во Хрватска, значи буквално ни целиот свет. Тоа се тие предностите на акредитацијата кои говориме на меѓународно поле. Вашето прашање беше колку ние сега имаме акредитирано. Во моментот ние точно имаме акредитирано 202 тела за оцена на сообразност, односно нели акредитирани тела. Од тоа 100 се инспекцијски тела, имаме 69 се лаборатории за тестирање, 10 се лаборатории за калибрација, медицински лаборатории и сертификацијски тела, тоа се 8, значи тука се и за производи и за менеджмент системи. Значи тоа е една доста вака завидна бројка за македонското стопанство, за македонската индустрија, значи за да има толков број на тела кои што го покриваат скоро целокупните потреби кои што се како за граѓаните, така и за стопанството во една држава. Бидејќи сме во Полог, каква е состојбата тука во Полошко? Па, видите, Полошкиот регион е доста значаен индустријски центар во Република Македонија и поради тоа ние во овој регион имаме едно 10 акредитирани тела. Конкретно еве во Тетово, нека ми извини ако некој не ги споменам, али во Тетово акредитиране, например, Центарот за јавно здравје, после тоа имаме акредитирано при универзитетот, значи при Тетовскиот универзитет имаме доста добра лабораторија за испитување на градежни материјали. Од инспекцијските тела, еве ќе ги споменам, СГИМИ акредитиран, потоа Автомото друштвото ни е акредитирано, МГ Авто, мислам дека се викаше што така, исто и тие ни се акредитирани. Пошто рековме Полошкиот регион, исто во Гостивар, значи во Гостивар имаме Мекларен Гостивар, Викторија Гостивар, значи тие се за таксиметри, тахографи, дел од нив се и станици за технички преглед во кој што се врши хомологацијата, бидејќи согласно законот за возила, значи било кое, нели, популарно, нели, се нарекува хомологација при увезени, при преправани, нели, возила, обавезно, значи тоа мора да се прави од страна на инспекциско тело кое што е акредитирано од страна на Институтот за акредитација. Може би пропуштив сигурно и некоја, нека ми извинат, али кажав дека секако е значен. 14 години веќе како што постоите. Да, да. Колку во овие години, изминативе години, се подобри за фирмите, за компаниите? Колку им се олесни нивната работа? Па, видете, мислам дека доста им олеснето, не само што мислам, него тоа и практично се покажува. Прво тоа и низ бројки се гледа. Например, ако пред 10 години, да кажеме, биле само 17-18 тела
или ако кажем дека според првичната стратегија, кога пред 14 години се формирал институтот, и таму стои дека за Република Македонија доволно се 100 акредитирани тела, а ние во моментот имаме 202 и некаде околу 25 ни се во постапка за акредитација, значи тоа говори колку повеќе кратно веќе капацитетите значи се зголемени и со тоа значи се подобрени условите за работа. Понатака, ако во минатото, да кажеме, додека не бил институтот или во почетокот на негово формирање, било која институција, лабораторија за да добија некакво овластување, бидејќи знаете, нашата работа е најчесто директно поврзана со некое овластување кое што го дава соодветно министерство. Дали е тоа Министерство за економија, еве него споменавме ние земјоделието буквално од почва па до трпеза е покриено комплетно со акредитација, од квалитетна почва, семе, саден материјал, производ, буквално се е тоа под акредитација. Министерство за животна средина, дали се тоа лаборатории или инспекцијски тела кои што треба да добиваат соодветни овластувања, Министерство за транспорт и врски, еве ќе кажам Министерство за финансии со фискалните апарати, и таму контролата е од страна на акредитирани инспекцијски тела. Значи, зборот ми е преку акредитацијата, сите тие тела во минатото за да добијат соодветно овластување морало да поминат низ повеќе скалила, односно повеќе комисии, повеќе оценки и сето тоа траело и многу подолго. Откако е воведена, значи ова постапка со оцена на сообразност, веќе сите тие дополнителни оценки се отстранети, него едноставно со сертификатот за акредитација за соодветната област си го приложуваат и добиваат соодветното овластување. И трети или четврти момент, кој е меѓународното значење. Значи, веќе сакав да ве прашам, со акредитација може да пристапи до светските пазари. Јас пред малку кажав за производи кои што се извезуваат од Република Македонија, меѓутоа и за услуги наши компании кои што даваат, они слободно се учествуваат на меѓународни тендери, каде што само со логото на Институтот за акредитација, во кое што постои знакот MLA, тоа Multilateral Agreement, бидејќи меѓународното, да кажем, како значење или уште попознат, значи тој договор го велат како пасош за трговијата, или пак уште некој го велат безвизен режим за стопанството. Значи сето тоа се синоними за мултилатералниот договор, бидејќи со него компаниите безвизно и без да докажуваат некои нивни дополнителни компетенции учествуваат на сите меѓународни пазари. Сепак, политичкава криза секако влие врз институтот. Како успева институтот во оваа политичка криза да действува? Па не би се сложил дека влие. Значи, нема никакво влијание ситуацијата, како на национално... Има ли доверба во надвор од Република Македонија, бидејќи еве политичката криза тука е таква, и дали тоа влие врз акредитациите? Знаете како, тоа е веќе стопанство е во прашање, економија, каде што сигурно во некоја област може би влие. Меѓутоа, конкретно во нашиот дел, нема, ниту пак смее да има некакво влијание. Затоа што ја споменав, значи ние сме под постојан надзор, еве конкретно оваа година во декември, редовно ни доаѓа надзор од Европската акредитација, доаѓаат од прилика околу 10 оценувачи, една недела ќе престојуваат, дел на терен за да видат како ги обавуваме постапките, дел во канцеларија, постојано се доставуваат редовни извештаи, значи дури, еве ќе кажем, минатата година во октомври месец, кога се уште нели се надзираше и постоеше кризата, ние бевме домакини на најголемиот настан, на најголемиот комитет во рамки на Европска акредитација. Тоа е Комитетот за мултилатералните договори, каде што се носат овие одлуки за подпишување. Значи, ние бевме домакини и мислам дека доста добро се покажавме во тој дел, бидејќи така и нашите гости кои што беа нашите соработници од цела Европа и пошироко, бидејќи тука беа и од Југоисточна Азија, од Северна Африка, значи престојува тука и буквално значи нема никакво влијание. Програмата за работа на институтот ја донесе владата уште во ноември-декември минатата година, велам програмата за 2017, веќе извештува за 2016 и финансискиот и делот кој што е за работење. Исто така 2016 ние завршивме со 100% на реализација на самата програма. Значи тука кога мислам пред се на делот на постапки за акредитација, еве во моментот нема ни едно тело кое што има поднесено пријава да чека на нас.
Никогаш нити било така, нити пак во моментот е навремено, секогаш се трудиме да бидеме што поефикасни и дури во, еве да кажам, вакви услови, значи ние успеавме да привршиме и два многу значени проекта. Едниот проект се однесуваше баш конкретно кон стопанството. Тоа беше проект за оние компании кои што имаат имплементирано било какви системи за квалитет, од ISO 9001, 14, 18, било какви. Ние како институт за акредитација, тука имавме вклучено и представници од универзитети, представници од сертификацијски тела, представници од коморите, кои што не ги даваат тие компании, тоа беа некаде околу 400 компании, за да им помогнеме како тие имплементирани системи да извлечат што поголема корист. Бидејќи не секогаш менаџментот е најдобро запознен и најдобро ги користи бенефитите од тие стандарди, а тие и те како помагаат пред се на менаџментот во институцијата. Било да е за добри ситуации, било да е за лоши ситуации, за да се лоцира проблемот и како тој да се отстрани. Тоа беше едниот проект, а вториот проект беше пак концентриран кон државните институции. Јас споменав дека има сигурно 10 министерства и околу 20 на други агенции, фондови, кои што по нивните закони, правилници или слично ја бараат акредитацијата. И ние за сите тие државни институции, некаде околу 30-40, организиравме посебни тркалезни маси, ги поканивме кај нас во институтот, значи на самата државна администрација, за да им објасниме прво, бидејќи дел од нив навистина немало ни потреба, да кажем, да се запознаваат, зашто, што, него ние ги поканивме, зошто ја бараат акредитацијата, што представува и што тие добиваат со тоа што некое тело што ќе го овластат, ќе им приложи сертификат за акредитација. И тоа беше исто така еден доста успешен проект, бидејќи многу нејасноти се разјаснија за цел да има што подобар проток на документи и на информации помеѓу стопанството и администрацијата. Значи, тука јас ќе споменам само дел, значи покрај министерствата, тука беа од царина, тука ни беа, значи, од лаборатории или инспекции, кои што се во рамките во самите министерства, како што се Агенција за храна и ветеринарство, како што ни беа фитосанитарна лабораторија, понатака имавме одделот кој што е за радиационна заштита, значи одделот на животна средина. Значи, буквално сите тие институции кои што ние ги увидовме на некој начин дека имаат допир со акредитацијата, затоа велам, оваа ситуација, значи, воопшто не се чувства во работењето, дури напротив, значи, си идеме со полн ексил, со полни капацитети. Во неколку наврати спомнавме каде се наоѓаме тука во Европа. Пред малку спомнавте дека сме имале гости од други континенти. Каде е институтот во светски рамки? Па еве, неколку пати веќе потенцирав, еве и сега, значи покрај европската акредитација, ние сме полноправни членки во светската организација, тоа се две, едната се нарекува ILAC, таа се однесува за лаборатории и инспекцијски тела, и посебна меѓународниот форум за акредитација, кој што се однесува за сертификацијски тела. Со подпишувањето на договорот со европската акредитација, директно се подпишува договори со овие светски организации и затоа велам дека оние извештаи и резултати издадени од наши акредитирани тела се признаени низ целиот свет. Понатака, еве, ќе кажам дека веќе дури наши оценувачи, значи од Институтот за акредитација, веќе Европската организација за акредитација ги повикува да работат во нивно име, значи да веќе наши оценувачи вработени во институтот се ангажираат да работат во име на Европската акредитација. А исто така во поглед на значењето, еве ќе кажам, во двата кои што се на европско па и на светско ниво најголеми проекти кои што се одвиваа во рамките на комисијата, Европската комисија поврзани со акредитација, наши членови работеа на тоа. Например, стратегијата за 2025 година за акредитацијата, каде што ние бевме единствена земја од нечленка на Европска комисија, а учествува во стратегија на изработка на Европска комисија. И вториот исто така еден голем проект, тој од областа на медицината, околу диагностиката на тумор на дојка, каде што е еден огромен проект, каде што Европската комисија сака сето тоа да го стави во една рамка и да препорача на сите земји на членки на Европска комисија како тоа да функционира. И ние исто така учествуваме, да кажеме, во тој доста значаен проект, што сето тоа говори
на кое ниво се и како ја ценат нашата институција во Европа, па и пошироко. Сето на што го искажавте тука, очигледно станува збор дека сте задоволни од работата од институтот, но дали сте доволно екипирани, има ли потреба во ново вработување во институтот? Ние покриваме, кажавме, доста голем обсег, меѓутоа предност во нашата работа е што за сите тие, не само на нашиот институт за акредитација, тоа се принципи на сите институти за акредитација во Европа, сите тие надворешни оценувачи, што се тие технички оценувачи, односно експерти, тие за секој посебен предмет, значи со посебен договор се ангажираат, каде што нормално ние се грижиме за нивната едукација во делот на стандардите, секако не во делот на експертизата, тие се постојано на нашата листа, кога има потреба. Еве изминатава недела, изминативе 10 дена, например, институтот одржа 3 обуки. Една за лаборатории, втората беше за инспекцијски тела и третата беше за целокупна хармонизација. Знаете, затоа што сепак се тоа различити тимови, да не постои да имат различни барања кога идат за иста оценка, него едноставно доста обрнуваме внимание на таа хармонизација и затоа во делот на вработените, ние сме 18 вработени, сега за сега сме доволно, ги покриваме нашите капацитети кои што се за овие 202 и 25 ги кажа во постапка за акредитација, бидејќи сепак најголемиот дел од работата е покриено страна на надворешните технички оценувачи кои што со договорна дело ги ангажираме во зависност од предметот. Со оглед дека треба да ја привршуваме емисија, еве за крај би ве прашал какви чекори предвидувате за воиднина? Нашите чекори секогаш зависат од барањата на нашите клиенти, односно на стопанството. Знаете, еве, минатата година прв пат имавме барање за сертификација на градежни производи, што беше еден огромен исчекор. И ние веднаш, прво нашите луѓе ги едуциравме, па потоа заеднички ги спроведовме сите тие оценки, и тоа значи дека сите производители на градежни материјали денеска не мора од странство да бараат сертификацијско тело за да може нашиот производ да излезе во странство, него напротив имаме домашни. Претходно, еве да кажеме, пред 3 години имавме прва пријава за акредитација на медицински лаборатории. Значи, сакам да кажам дека нашиот развој све зависи од пријавите какви ќе бидат. Еве сега ни е поактуелно за сертификација на персонал. Значи, тоа се за поедини области, каде што има развиено поедини сертификацијски шеми, и тоа е друг стандард, тоа е 17024, каде што ние веднаш почнуваме со развој на таа, ние велиме, акредитацијска шема. Значи, едноставно, развојот во нови области зависи од пријавите кои што стигнуваат до кај нас. А сето она кое што е тековно, сето она кое што си е развојно во рамките на нашиот дел, тоа ни е офатено во нашата годишна програма и континуирано според планот, значи според кварталните планови, ние тоа си го реализираме. Ви благодарам на одговорите. Еве, малку и повеќе се запознавме што значи Институтот за акредитација. Се надевам дека повторно ќе гостувате во телевизија Ултра. Благодарам на поканата. Ја верувам дека многу области од делот кои што се поврзани со акредитацијата немавме време да ги споменаме, меѓутоа во иднина, доколку постои и интерес од страна на вашите гледачи, ние сме тука, све што треба ќе им помогнеме. Благодарам. Почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на телевизија Ултра.